Бебиња и деца, сами или со родители, од утро до мрак стојат по скопските улици и крстосници. Некои само питачат, некои бришат шофершајбни, некои препродаваат, но сите одат од кола до кола и бараат некој денар. Ова е сериозен проблем кој се провлекува со години. Станува збор за сериозен бизнис кој злоупотребува деца, велат од невладиниот сектор. Од Сдруженијето за заштита на граѓаните тврдат дека голем дел од децата се насила дрогирани, малтретирани и принудувани да одат по улиците, а парите секогаш на крајот завршуваат кај возрастните. Секојдневно 2000 деца во Македонија се злоупотребувани од страната на организаторите и мафијата, а тоа ќе си го превземе полицијата, судството, јавното обвинителство, центрите и ќе започнат голема засилена акција во цела Македонија да се остранат сите питачи, да им се поднесат кривични пријави, да им се одземе родителското право и децата да се згрижат во згрижувачки семејства, групни домови. Децата се другирани, успивани со седативи, со непознати седативи, тоа го потврдуваат медицинските установи, здравствените установи од цела Македонија. Јас апелирам до граѓаните да престанат да им дават монети затоа што децата добиваат само дебел кјутек и во износ од 50 евра кој го добиваат дневниот промет, добиваат од 10 до 50 денара дебел кјутек, а останатиот голем дел од 6 милиони денари на месечно или годишно ниво, како што направивме едно истражување, завршуваат кај најголемата мафија тие средства. Никој не ја знае точната бројка на деца на улици, ниту вкупната бројка на питачи во Македонија, но според невладините таа е најмалку неколку илјади. Од Канцеларијата на Народниот правобранител вела дека најголем проблем е недостатокот на дневни центри кои би ги згрижувале овие деца. Ги има само во Скопје, вкупно 3, но нивниот капацитет е само за по 24. На улица среќаваме не само деца, туку среќаваме и нивни блиски, односно среќаваме родители, старатели на овие деца, кои наместо позитивен пример испраќаат многу лоша порака и лош пат за генерацијата која што треба да расте, која што треба патот, односно промената да ја гледа во образованието. Дека проблемот со питачењето ќе го решиме преку ноќ е илузија, но доколку се зафатиме сериозно да го решиме коренот на проблемот, сметам дека за доследно време ќе имаме намален број на питачи на нископските и улици и низ улиците во поголемите градови. Имено, ние зборуваме за дневните центри за деца на улица во Скопје, а имаме деца кои што питачат и лица кои што питачат и во другите поголеми градови. Канцеларијата на Народниот правобранител препорачува локалните самоуправи во секој град и место каде има деца на улица, сериозно е да ја мапираат оваа појава и заедно со надлежните институции да ги тргнат овие деца и да им овозможат нормален раст и развој. Исто така, се препорачува за овие семејства кои живеат во многу тешки социоекономски услови да се обезбеди постојан приход, вработување и едукација. Инаку Комитетот на Обединетите нации за правата на децата уште пред 2 години побараа поголема заштита на децата од сите форми на сексуална и трудова злоупотреба, од дискриминација и насилство во училиштата во Македонија.